Кој всушност ја открила Америка? Колумбо или некој друг? Кога некој ќе ве праша кој ја открила Америка, вашиот одговор сигурно ќе биде Кристофер Колумбо, оти така неучелен на училиште. Но дали тоа е вистина? Може би било попрецизно да се каже дека тој ја представил Америка во Западна Европа за време на неговите 4 патувања помеѓу 1492 и 1502 година. Исто така, слободно може да се каже дека го отворил патот за масовен прилип на западноевропејци, што на крајот формирале неколку нови нации, вклучувајќи ги САД, Канада и Мексико. Но да се каже дека ја открила Америка е малку погрешно, бидејќи имало многу луѓе веќе тука кога тој пристигнал. Првиот човек што стапнал на почвата на американскиот континент бил скандинавскиот авантурист Лејф Ериксон, кој во 10 век, околу 500 години пред Колумбо, ја открил територијата што денес ја нарекуваме Њуфаундленд во Канада. Сепак, не дека дотогаш не постоела Америка. До моментот на доаѓањето на Ериксон, Америка веќе била населена со бројни домородни народи со богати култури и цивилизации. Терминот „ја открил Америка“ подразбира недостаток на претходно знаење за незиното постоење. Патувањето на Ериксон било дел од нордиското истражување и иако било значајно, не довело до постојан контакт или колонизација како што го правеле патувањата на Кристофер Колумбо во 1492 година. Експедициите на Колумбо често се заслужни за откривањето на Америка, за европското истражување и колонизација.